Михаил Ангелов е SEO, Search Engine Optimization, консултант и специјалист за дигитален маркетинг. Практичното искуство на овие полиња го има стекнато преку работа на многобројните кампањи и проекти за SEO, дигитален маркетинг, Google Analytics, социјални медиуми и за македонски и странски клиенти. Во последните 5 години Михаил работи како предавач во повеќето афирмирани академии за дигитален маркетинг, а своето знаење го има пренесено на повеќе од 500 ученици. Сега веќе успешни дигитални маркетари. Веќе втора година, во склоп на Creative Hub Академијата за маркетинг, Михаил ги држи предметите по Search Engine Optimization и Google Analytics. По неколкогодишно работење во областта на финансии, Михаил се решил за промена во кариерата и започнал со работа како фриленсер, за подоцна се вработи во онлайн маркетинг агенција. Желбата за постојано учење и напредок го донеле до кариера како специјалист за SEO и дигитален маркетинг во реномирана македонска IT компанија. Михаил, во последните неколку години, се областа е хот топик во маркетинг индустријата и побарувачката на пазарот за таквите услуги се зголемува. На што се должи ова? Како би можел во кратки црти да ни обясни што е SEO и кој е бенефитот за компаниите и брендовите кои што веќе имаат опфатено и секако имплементирано оваа област? Вака, SEO е спој на одредени тактики во комбинација со одредени алатки, каде што исто во комбинација со храброст и логика предложувате да направите одредени работи на даден вебсайт, каде што се прават промени на истиот во контекст на дизајнот и содржината и така со тие работи сајтот би требало да рангира повисоко во веб прелистувачите. Би кажал дека побарувачката за ова, да, знаеме сите дека се зголемува, овој тренд во светот постои од пред некои 20 години можеби, а кај нас е во последниве 3-4 години актуелна оваа тема, но се уште компаниите не се баш спремни. Како и да е, тие компании што го имплементирале овој процес оддамна и го негуваат веќе, имаат виден огромен бенефит и веб прелистувачите се повеќе ги наградуваат со сообраќај и голем број на посети од корисници. Ние би сакале да ја споделиме твојата приказна и да ги мотивираме оние кои што се во дилема за менување на професијата. Ти си пример дека секој може да направи промена во кариерата и да го работи тоа што го сака, што е навистина многу битно. Како ти се одлучи на тој чекор и како ти учеше SEO и како може да се научи SEO? Од секогаш сум бил фанатик за компјутери и интернет, така да се решив да сменам област и да работам нешто покреативно, поинтересно, попредизвикувачки во светот на интернетот, бидејќи интернетот нема граници. Така да после работењето во финансии и сметководство се решив да сменам област. Почнав со учење на програмирање, ми треба многу месеци да сватам во кој дел да навлезам од програмирање. Паралелно почнав да работам дигитален маркетинг и така тука ги споив дигиталниот маркетинг со фронтенд програмирање, да на крај дознам дека има област која што се вика SEO и тотално навлегов премногу во таа област. Многу денови после работа учев и читав. Значи тука кај нас па и во светот не може да најдете учебници конкретно од професори, ова не се учи на факултет, така да претежно учев од онлайн курсеви на интернет и нарачував книги од Амазон. Напоменуваме дека интересот за SEO областа се зголемува. Имаш комбинирано искуство во работењето на македонски пазар и за странските клиенти. И не само во областа на SEO, туку и во областа на дигиталниот маркетинг. Колку македонските компании се подготвени за ваков тип на маркетинг? Од моето повеќе годишно искуство во работењето дигитален маркетинг на македонски пазар би кажал дека компаниите и не се баш спремни за имплементирање на ваков процес. Луѓето што се на одлучувачка позиција, каде што треба да го разберат овој процес, обично го слушнале тоа негде дека SEO е тренд, сакаат да го имплементираат, но ги немаат сите потребни фактори за тоа да се остvari. Така да би рекол дека сме далеку од тоа како би се водело SEO кампања во Македонија. Не е ова само проблем со SEO, туку и во работењето од другите сегменти од дигиталниот маркетинг,
се тера на истиот начин. Се уште мислам дека поголемите корпорации се длабоко навлезени во традиционалниот маркетинг и многу споро го прифаќаат делот на дигитален маркетинг, поготово сегментот SEO. Сте предавале на неколку афирмирани академии во Македонија, како индивидуално, така и на приватни компании и поединци. Што би им препорачале на сегашните и идни студенти или пак на оние кои што сакаат да научат нешто ново? На сегашните идни студенти би им препорачал претежно пред се да најдат мотивација, најмногу време, со цел да посегнат кон она што го сака, дали е тоа надоградување во моменталната област или пак тоа е учење на некоја нова област. Исто така, треба да се спремни за предизвик, но за било каков предизвик претходно им треба, би рекол, трпение. Требаат многу години време учење пред нешто да почне да се посегне и да се работи. Јас учев на интернет, а денес имаме реномирани академии каде што може да се обратите конкретно до ментори, да ве посочат со цел да го забрзате начинот на учење тоа што го сакате.